Добро вечер и добро дојдовте на уште едно од циклусот придачни предавања на Рускиот центар при УКИМ. Вечерва одбравме на тема за тајните на Московскиот Кремљ и не би должил многу, туку би започнал веднаш, бидејќи ги има многу. Кратко, значи би се осврнал неколку податоци во врска со главната тврдина на руската престолнина, Московскиот Кремљ, изграден во периодот помеѓу 1482 и 1495 година. Кремљ е главното упориште прво на Московското кнежество, па на Руското царство, потоа на Руската империја, еден од главните споменици на Русија и секако најпосетуваното место во Москва. Инаку Кремљ не било пусто место пред да биде изграден. Тука се пронајдени остатоци и се пронајдени докази за постоење на населено место уште од вториот век пред нашата ера. Јас се обидов накратко да ги најдам најинтересните нешта, најинтересните податоци што се однесуваат на Кремља, кои што тешко може да се најдат во една, така да кажеме, обична литература. Најпрво би сакал да позборуваме за древните фрески под иконостасот на Успенскиот собор, на Успенската соборна црква, која е изградена кон 15 век и е всушност главниот храм на Кремљ, каде што биле коронисувани царевите на Русија. Пожарот во 1626 година сериозно ја оштетил црквата, а во периодот од 1642 до 1643 година царот Михаил Фјодоровиќ наредил да се отстранат старите фрески и црквата повторно да биде насликана. Во денешно време, пред известно време, реставраторите пронајдоа дел од старата црква, односно открија древни мурали под иконостасот и тие се некаде од периодот на 1515 година и многу е интересно тоа што овие фрески не се зачувани туку така по некоја случајност, туку останале на тоа место затоа што не можеле да бидат отстранети, односно начинот на кој што бил прицртан не дозволувал тие да бидат лесно отстранети. Следното нешто е лустерот кој се вели дека е направен од украдено сребро. По инвазијата на војската на Наполеон во 1812 година во Москва, практично целото сребро од Успенскиот соборен храм исчезнала. Зачувана е само гробницата со моштите на митрополитот Ион, кој според легендата им се појавил на французите и тие не се дрзнале да ризикуваат. Меѓутоа, кога војската на Наполеон се повлекла, овој украден благороден материјал, кој што изнесувал некаде околу 300 килограми, бил спасен и вратен во храмот. Во тоа време веќе бил стопен и во 1817 година од него бил изработен црковниот лустер, кој што го гледаме на сликата, кој што е со цвеќиња и со лози. Денес истиот може да се види во Успенскиот
соборен храм. Тука се наоѓа веројатно најстарата улица. Пред неколку векови бојарите и трговците живееле на територијата на Московскиот Кремљ, каде се наоѓале манастирските дворци и исто така официјалните простори на високите службеници. Постојат тесни улици обкружени со разни згради. Од времето на Иван III тука нешто постојано се обновувало, се градат нови улици, се уриваат стари згради, се градат на нивното место нови, се поставуваат и остануваат споменици. Денес Кремљ има просторни площади и зелени градини, но тука е зачувана и една неименувана улица, се наоѓа помеѓу патриаршиските палати и Успенскиот соборен храм и води од едната страна до плоштадот на катедралата, од другата до главниот влез на катедралата. Кремљ има загубено многу архитектонски споменици во текот на својата историја, како во првата декада во револуцијата, така и во текот на бројните измени предходно. Интересни артефакти остануваат на местото на некои од нив. Фрагменти од основата на малиот Николаевски дворец, каде што порано престојувал императорот Николај I, беа пронајдени на плоштадот наспроти камбаната Цар. Недалеку, како што може да видиме зад стакло, се наоѓаат фрагменти од чудовиот манастир, уништен во 1929 година. Зато овие археолошки истражувања стои новиот подземен музеј кој се подготвува за отворање во блиска иднина. Во аголната арсенална кула, која што се наоѓа веднаш до могилата на незнаниот војник, се наоѓа единствениот преживеан бунар во Кремљ и тој е всушност еден од најстарите во Москва. Кулата е изградена на крајот од 15-тиот век, точно на местото на изворот, така што во случај на опсада, ова тактички било направено, во случај на опсада, преку него ќе може да се обезбеди тврдината со вода. Природата на овој извор се покажува како поволна. Нивото на водата никогаш се нема зголемено толку високо за да може да ги поплави сите простори. Еднаш во 1975 година советските специјалисти успеа да сватат како во старите денови се решавал овој проблем, бидејќи тој излегува дека од бунарот има галерија што води до веќе затворената подземна река Неглинка, каде што тече и штикува вишокот вода. И кога галеријата е затната со остатоци, изворот почнува да ја поплавува кулата. Сега никој не го користи бунарот и етако технички работи и продолжуваат да испушта вода во Неглинка. Инаку влезот во овој бунар е забранет за туристи, тоа е поради безбедносни причини. Следното нешто за кој што би сакал да зборувам, тоа се птиците кои што се чуваат во Кремљ. Тоа се јастреби, соколи и бувови. И во принцип на служба се тие таму во Московскиот Кремљ. Има, како што реков, неколку десетина вакви пазачи, да ги кажеме, на најголемата руска тврдина. Нивна обврска е организација на системот на биозаштита на територијата и природна регулација на популацијата на враните. Се чини дека не само туристите обрнуваат внимание на заслепувачкото сјаење на куполите на Кремљ,
Драгоцената позлата има, условно да кажем, еден обожавател, односно непријател, а тоа се московските врани. Лизгавите мразлуци тие ги користат како забава, се лизгаат од куполите, или како децата од ритче, гребејќи ги ја со ноктите по златата. По долга и мачна војна со овие литички вандали излезе дека најдобар пример е најдобро решение е да се создаде орнитолошка специјална служба. Живеелиштето на соколите се наоѓа на самото подножје на Тајницкиот рид. Тој е скриен од очите на посетителите, но оној што знае за неговото постојање без проблем може да ги најде. Исто така има и зимско живеалиште за овие пернати чувари на Кремљ. Тој се наоѓа во еден дел од зидот на Кремљ помеѓу нападната и Спаската кула. Птиците доаѓаат на служба во Кремљ сосема неподготвени. Специјалниот курс за лов тие ги минуваат тука според една уникатна методика разработена од соработниците на Федералната служба за обезбедување. Соколите и јастребите имаат свој началник, кој, како што е редот, има и свој кабинет. Неговиот голем кафет се наоѓа малку настрана од заедничкото живеалиште на соколите. Тоа е Мокниот буф, специјален проект на Федералната служба за обезбедување и е речиси, така да кажеме, ангел чувар на Кремљ. Орнитолозите на Кремљ го нарекуваат Филја. Со неговото појавување беше разработена и нова тактика во ловот на врани. Брбените јастреби и соколи на чело со Филја, како молња, ги напаѓаат непријателите од сите страни. Јас пронајдов едно видео на интернет за оваа пердувеста гарда, па би сакал да ги видам, не вознеморувајте се кога ќе видите како соколот ја напаѓа враната. Враните потоа сам нели градистите едноставно ги отстрануваат од делот на Кремљ и практично тие всушност на тој начин враните се учат кога ќе ги видат своите непријатели, односно јастребите, да се тргнат настрана подалеку од зидините на главната тврдина. Да го погледнеме кратко прилог. Тайнинский сад Кремля. Здесь, в специальных домиках, обитают крылатые защитники государевой обители. Самка ястреба-тетеревятника Альфа уже 15 лет, если выражаться официальным языком, участвует в биологической защите памятников и регулировании численности серой вороны в районе Кремля. Вороны, значит, портят памятники архитектуры своим пометом. В весенний период скатывались с куполов, там царапали когтями, тем самым, значит, срывали позолоту, нарушали социальное там покрытие. Регулярно несколько раз в течение дня сокольники Кремля вместе с ястребами организуют рейды на машине или пешком. Горе той вороне, которая не успеет вовремя улететь. Тетеревятник – птица-спринтер, атакует стремительно на небольших расстояниях и может гнать ворону на дистанции до 100 метров. Важно не обязательно, значит, физическое устранение той или иной вороны с территории, важно присутствие. То есть вороны должны видеть постоянно наличие тетеревятника, то есть он является естественным врагом их, они его должны постоянно видеть. Причем не просто на руке где-то, он должен летать. Свои боевые навыки птицы оттачивают на занятиях, проводимых сокольниками. Это хождение птицы на перчатку, следование за сокольником, притравка на ворону. За свою работу птица получает корм от сокольника, мясо цыпленка или перепела. Осень и весна – самое горячее время для ястребов. Вороны мигрируют и часто залетают в Кремль, где их уже ждут крылатые стражи. Ето, видовме како се чува Кремљ.
Следно нешто за кое што ќе позборуваме е иконостасот на исчезнатиот манастир за време на советската власт. Сите религиозни градби во Русија беа безмилосно уништувани или беа преместени во складови, музеи или во архиви. На ваков пристап наишол и Вознесенскиот манастир во Кремљ. Неговото уривање предизвикало невиденост представување на јавноста. Видни културни дејци му пишувале писма на Сталин, но без оглед на тоа манастирот сепак бил испришан од лицето на земјата. Местото каде што порано тој се наоѓал на шемата на Кремљ, денес е означено со празен правоаголник покрај Спаската кула. Сепак, малкумина знаат дека во Патриаршиската палата денес може да се види жртвуваниот историски иконостас на соборот на Вознесенскиот манастир. Без оглед на малите рокови што биле оставени за спасување на црковните и на културните вредности, соробитниците на оружејната палата успеале да го спасат иконостасот покровител на великите кнегињи и царици. Тогаш била спасена и една од главните светини на Кремљ, тоа се моштите на светителот Алексеј, кои сега се упокоени во Богојавленскиот табор. Инаку, оно што исто така е многу интересно, тоа е зградата која што ја гледаме, пред нас. Тоа е државниот Кремљовски дворец. Тој бил изграден во 60-тите години од минатиот век и представува објект од културно наследство. Освен за така наречени социјално-политички форуми, тој се користел и како сцена за концерти за театарски постановки. Тука се наоѓа и театарот Кремљовски балет. Секоја зима во неговите простори се одржува главната новогодишна приредба во земјата. Дворецот секако си има своји тајни. На малкумина им е познато дека под неговата сцена всушност се наоѓа една камбанарија со многутонски благовестник, која што практично е најголемата камбана меѓу традиционалните православни камбани, која била излиена на почетокот од 20 век. Средно нешто е забавниот дворец. Забавниот дворец на Кремљ е практично скриен од погледите на невнимателните посетители. Доколку се загледате, тој се наоѓа на западната зидина на Кремљ помеѓу комендантската и Троицката кула. На ова место царот Алексеј Михајлович на свој тест му доделил тесна парцела помеѓу зидот, односно помошните простории на царскиот дворец. По смртта на тестот, односно на бојарот Милославски, неговиот имот преминал во царскиот. Тој бил споен со царскиот дворски камен премин. Од 1672 година во палатата почнале да се организираат забавни манифестации. Тоа биле првите театарски представи во Русија. Како резултат на тоа, палатите почнале да ги нарекуваат овие простори забавен дворец. Денес во него се наоѓаат службите на командата на Кремљ. Во старата Троицка кула на Кремљ се наоѓа современо музичко студио и главна сала за проба на така наречен председателскиот оркестар. Тоа е главниот музички состав за официјалните настани од државно значење, вклучувајќи ја и инаугурацијата на председателите на Руската Федерација. Тоа е еден од малкуте воени оркестри во светот кој има симфониски колектив. Солистите ги знаат најголемиот дел од химните на светот. Интересно е тоа што председателскиот оркестар има настапувано со голем број познати музичари на кои репертоарот им е далеку од класичен. Меѓу нив Кен Хенсли, како и групите Scorpions и Арија,
Оркестарот има снимено музика за над 40 филмови, драмски представи, спортски настави, меѓу кои за Олимписките игри во Москва 1980 година. Ова веројатно малкумина го знаат. И она за кое што зборувавме дека репертоарот е далеку од класичен, сега би ве повикал да погледнеме едно интересно видео од концерт посветен на аргентинското танго во придружба толку на председателскиот оркестар. Ке видиме едно пасо добле и ке слушнеме. Ред одиме на следната наша тајна, тоа е тајниот подземен ходник. Секоја средновековна тврдина имала своји тајни патеки и премини. Кремљ во овој поглед е како не е исклучок. Кога била изградена тврдината, во неа секако постоеле скриени тунели за собирање вода. Не се зачувани ниту зидините од првобитниот Кремљ, ниту на оној на Дмитрий Донски, кој бил направен од бел камен. Сегашниот Кремљ е од времето на Иван Велики. Кон крајот на 15 век оваа тврдина веќе била застарена за војување, зашто незините зидини и кули биле оштетени од опсадите и во пожарите, така што не можеле да го издржат притисокот на непријателот. Иван поканил италијански зидари кои ги подигнале зидовите и кулите од тула, изградила храмови и дворец за великиот кнез, токму италијанците, и ги направиле едноставните подземни објекти во Кремљ, кои што биле потребни на секоја тврдина. Потеницката кула во 1485 година направена е скривница чија намена не е позната. Таа е откриена во 17 век
но тогаш веќе не била пристапна, зашто скалите биле искривени, ѕидовите урнати, а затворената врата била затворена, затрупана со шут. Кога во 1826 година скривницата била полна со вода и оставена без поклопец, во неа дури се удавил еден чувар. Поголемиот број историчари сметаат дека тоа бил еден од кремљовските дворци. Еве како изгледала насликана, значи првобитно како се мисли дека изгледала. Следно нешто е големиот подземен систем, односно слушните комори, така наречено. Архитектот Илија Бондаренко во 1980 година го истражувал Кремљ и напишал дека во една кула е направена скривница како превентива од подкопување. Подкопувањето било делотворен начин за освојување на моќните непристапни тврдини како што е Кремљ. Однадвор се подкопувале темелите и под нив се поставувал експлозив кој можел да ги оштети ѕидините. Средство против подкопување биле овие така наречени спушни комори под темелите, се копале во внатрешната страна на тврдината. На крајот на комората имало мал слушен, така наречено, отвор покрај ѕидините, така што однатре можело да се слушне кога непријателот ги копа ѕидовите, а потоа обидот да биде спречен. Така што вакво нешто постои и не само во Кремљ, тие постојат и во Псковската тврдина и така натаму. Следно нешто за кој што би зборувале, тоа се келиите, подземна просторија од 1525 година, која се користела како килија и како мачилишта. Иван Грозни наредил во келијата да биде фрлен неговиот непријател Андреј Ховански. Соседната кула на Константин и Елена е споена со оваа кула со подземен премен, кој во целина е претворен во килија. Овие простори се долги некаде околу 170 метри. Следното нешто, тоа се скриниците за чување скапоценности. Ќуп и содржина на ќуп ризница пари од времето на Василий III до некаде 1612 година. Гледаме, тоа е од изложбата на нови ризници на Кремљ. Една од големите предности на камениот Кремљ се состоело тоа што дури и во случај на пожар, скапоценностите биле зачувани за време на ископувањето од Благовештинскиот манастир во 1840 година. Пронајден е таен премен, подрум од тули и бел камен и 4 подземни скривници, кои се големи 40 до 50 метри, од Грановитата палата до Благовештинскиот храм. Подрумот на храмот бил наменет за чување скапоценности што им припаѓаат на великите кнезови, кнезот Николај Щербатов. Како археолог во 1894 година, тука вршел ископување и очигледно наишол на сводот на таква скривница. Во близина ги има пронајдено урнатините на резниците на московските кнезови, подигнати во 1484 година. Она што е исто така многу интересно, тоа е што наводно на ова место се наоѓа и библиотеката на Иван Грозни. Московскиот кнез Василий III во 1518 година го повикал во Русија учениот монах Максим Грек да преведува богослужни книги. Максим воедно ја систематизирал и ја дополнил библиотеката на Василий III. Таа послужила како основа за библиотеката на неговиот син Иван Грозни.
Царот Иван во текот на 60-тите години од 16-тиот век му ја покажале библиотеката на пасторот Јохан, а тој ја опишал како мощна скапоцена ризница сместена под кремаљ во подруми со сводови. Од тогаш луѓето практично ја бараат оваа библиотека. Истражувачите претпоставуваат дека во неа може да се најдат мощни вредни книги од библиотеката на Софија Палеолог, бабата на Иван Грозни и братучетка на византискиот император Константин IX Палеолог. Првите поголеми археолошки ископувања во потрага по библиотеката ги направил филологот Едуард Стремер кон крајот на 19 век, со надеж дека скривницата може да биде под Теремниот дворец. Во текот на 30-тите години од минатиот век и археологот Игнатий Стелецки ја продолжил таа идеја. Тој издействувал дозвола од властите, извршил голем број ископувања на различни места во Кремљ, понекогаш доведувајќи во прашање и безбедноста на објектот. Стелецки нашол голем број затрупани и зазидани ходници кои водат во непозната насока, но не ги открил одаите со библиотеката. Под Теремниот дворец во 1963 година навистина се пронајдени ходници, но тие се до денешен ден не се расчистени. Од тогаш практично и не се трага по библиотеката, иако многумини истражувачи сметаат дека таа постои. И последното нешто за вечер за кој што ќе зборуваме, тоа е така нареченото метро 2. Пред се треба да се каже дека метро 2, односно подземниот транспортен систем за мобилизација, навистина постои. Ова во интервју од 2006 година го потврди и првиот градоначалник на постсоветска Москва Гаврил Попов. Метро 2 е веројатно направен истовремено со Месковското метро или нешто можеби малку подоцна. Било предвидено за итна сообраќајна врска помеѓу најважните одбранбени и административни објекти на Москва и за евакуација на луѓето од најважните државни установи во случај на војна. Секако Кремљ е еден од најважните објекти во градот. Метро 2 се наоѓа под земја на длабочина од 50 до 250 метри. Тоа всушност и не е метро во вистинска смисла на спорови со возови кои се напојуваат со помош на трета шина. Тука е еден вид подземна железничка пруга за електрични локомотиви. Во достапните извори на кои се можеме да се повикаме, може да се пронајдат податоци за обновување и за ремонт на тајното метро. Метрото е делумно се наоѓа под Кремљ, од каде една линија води до така наречената блиска Сталинова вила, односно до еден стратешки објект во близината на Москва. Веројатно под Кремљ се наоѓаат и други сообраќајни објекти, но тоа е државна тајна, така што нивното истражување и проучување е невозможно, како ни изнесувањето податоци за нив. Ова воопшто не е ни чудно, зашто Кремљ сепак и понатаму е практично најголемата активна тврдина на континентална Европа. Ова беше еден краток избор на тајните поврзани со Московскиот Кремљ. И мислам дека може да се пронајдат уште многу голем број други податоци, голем број други интересни факти, но еве тоа ќе го оставиме за друг пат. Јас би сакал, доколку има никакви прашања, да слободно да ги поставите.
Не гледам дека има прашања. Тогаш би ви се заблагодарил за... Аха, Јасмина, да. Само беше знак за аплауз за убавото предавање, да, бидејќи стварно ова е тешко да се собере и да се најде некаде вака цело. Тоа беше, немам прашања, само благодарност Ви за благодарам, предавањето. благодарам и вам. Јас ќе се обидувам вака поинтересни нешта да ви представувам, за да имаме увид како стојат работите, сепак животот да ни стане малку поинтересен. Ви благодарам уште еднаш за вечерашното присуство и се гледаме на следниот настан на Рускиот центар Приуки. Имајте пријатен и убав викенд.